Македонија остварила економски раст од 3,6% за 9 месеци годинава, објави државната статистика. Премиерот Заев признава дека бројките не ги исполниле очекувањата на владата. Одредени сектори потврлиле, па бројките биле пониски од проекциите. За потсетување, владата се надеваше на економски раст од 4% во третиот квартал. Премиерот сега уверува дека очекуваниот раст од 3,8% до крајот на годинава ќе биде реалност. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид делумно требало да придонесе кон растот. Одредени перформанси не ги дале очекувањата. Се водев од растот на индустријското производство, кој што беше 9,8%, па 5,6%, па не знам, последниот квартал беше 4,4%, но секако и другите дејности се не ги дале доволно очекуваните резултати. Имајќи во предвид дека во европските земји растот е од 0,5, 0,7, 1, 0,8, 0,9, можеме да бидеме задоволни, но не до крај. Според најновите податоци на државната статистика, најголем раст е измерен во секторот рударство и вадење камен од 6,8%, градежништвото со 5,5% и трговијата со 4,9%. Сепак загрижувачки е податокот за пад на економските активности од 0,5% кај преработувачката индустрија, која би требало да биде еден од главните столбови на кои се потпира здравиот и одржлив економски раст. Домаќинствата и државата ја зголемиле потрошувачката за 3, односно за 2%, а бруто инвестициите пораснале за скоро 15%. За прв пат увозот растал побрзо од извозот. Во истиот период невработеноста се спуштила на 17,1%. Највисока стапка и натаму има кај најмладите. Во категоријата од 15 до 24 години таа изнесува дури 35%.